Овој тренд како е тргнато во оваа година, имаме впечаток дека може да дури да се продлабочува. Нема да се занимавам со прогнози до каде можеме да се вратиме, меѓутоа мислам дека брзо ќе ги забележиме тие негативни резултати, особено што сето она што е наведено во извештајот од минатата година на така реномирана институција како што е Репортери без граници, нешто што трае без малку половина век со сето искуство, со сите атрибути што ги има таа организација, ќе забележат дека неколкуте посочени работи не се менуваат. Добро, велите дека ќе продолжи, но каде е најголемиот ризик што го гледате? Дека ќе продолжи да се... Забележуваме проблеми во социоекономскиот дел кои што не се менува. Забележуваме нешто што се продлабочува во тенденцијата на обраќањето на комуникацијата меѓу политичарите и бизнис елитата со новинарите. Забележуваме проблеми на релација истражувачки новинари, воопшто новинари, новинарски редакции и реакција на оние за кои што објавуваат, дали се тоа политичари или бизнис класа, па нека се и други јавни личности. Значи, таа реакција дополнително чинам се засилува, имаме и други несреќни моменти што ни се случија во оваа држава, забележувате дека на сите безмалку во моментот медиумите им се виновни.